Почитувани, следите ново издание на регионалните вести. Празникот посветен на светите три иерарси денес се одбележа во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Света божествена архиерейска литургија одслужија тројца владици. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово по повод денешниот празник посветен на тројцата свети архиереи, светите Васили Велики, Григори Богослов и Јован Златоуст. Света архиерейска литургија одслужија тројца владици: митрополитот Евровски господин Пимен, во сослужение на митрополитот Кумановско-Соговски господин Јосиф и надлежниот митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На литургијата сослужуваа повеќе архимандрити, игумени и свештеници од Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Во својата проповед пред присутните верници владиката Јосиф потсети на значењето на тројцата светители. Денешниот празник Свети три иерарси е востановен во 9 век од страна на благоверниот цар Алексиј Комнен. Имено во тоа време меѓу христијаните настанал спор кој од овие три иерарси на црквата Христова е поголем и позначаен. Па така христијаните, делејќи се на групи, едни наречени Василијани, други Јованити, трети Григоријани, ја истекнувале важноста и делото на својот светител. Па споредувајќи го едниот со другите двајца, го ставале пред него, односно на повисок пиедестал. Но по Божјата промисла, светите три светители му се јавиле на светиот Јован, епископот Евхаицки, кој се прославил со својот добродетелен живот и ученост, најпрво одделно, а потоа и заедно. Тие му кажале дека се еднакви пред Бога и дека пред нив нема никаква поделеност, ниту спротивност, дека во определено време во историјата Бог ги избрал за своји помошници и дека тие, прифаќајќи ја волјата Божја, се потрудиле за спасението на сите луѓе, пишувајќи соодветни потребни поуки. Тие му кажале дека нивната грижа е за секој христијанин подеднаква и дека нивното дело е дело на Господа, а не за нивна лична слава. Затоа му наредиле на епископот Јован да направи заедничко празнување на нивниот спомен, да состави заедничка служба, со што ќе се покаже дека нивното достоинство е подеднакво. Така бил востановен денешниот празник да се чествува на 30 јануари по стар стил, односно на 12 февруари по нов стил. И токму овој настан и сето тоа што му пресходеше имаше голема смисла и голема порака за наш денешните современи христијани, како насекаде во светот, така и овде за нас во Македонија. А пораката е дека разединетоста, несогласието, раздорите се само продукт на нашето несмирение и на нашето неправилно живење како христијани. А гледаме од житието на овие тројца боговенчани мажи на Бога, дека на Бога му е угодна сплотеноста, еднодушноста и едномислието во заедничкото дело на спасението. Пред Бога нема поголем и помал, пред Бога нема цар и слуга, нема богат и сиромав. Сите сме еднакви. Сплотеноста треба сите да ја помагаме и сите да се вложуваме со сите сили, постојано и непрестајно. Навистина, секогаш се случува некоја овца да залута, да се изгуби од стадото, но ние треба да помогнеме, не веднаш да осудуваме, не веднаш да отфрламе. Денешните славеници, светите три иерарси, се прекрасен пример за тоа што останува да трае во времето и во вечноста. Овие тројца боголюбци и богомислители создале имот што ни молец го јаде, ни рѓа го нагризува и оставиле духовно потомство за сите христијански народи. Оставиле богатство од кој ние денес црпеме и се храниме. Литургијата со духовна музика ја збогати женскиот младински хор Менада од Тетово под диригентство на маестро Ивица Зорич.
Во Гостивар се одржа завршна конференција на проектот Развој на интегрирани туристички производи во Гостиварскиот и регионот на Корча, Албанија. На настанот беше презентиран и водич за промоција на туризмот. Со завршна конференција и презентирање на реализираните активности се заокружи проектот за прекугранична соработка меѓу општините Гостивар и Корча, Албанија. На гостиварското подрачје преку овој проект беа обележани пешачки и велосипедски планински патеки, се изготви водич за промоција на туризмот, се одржаа обуки, студиски посети и друго. Со преземените активности се промовираат вредностите на локалните заедници, културно-историските и природните богатства на подрачјето на Гостивар, рече во своето обраќање на конференцијата градоначалникот Невзат Бејта, упатувајќи благодарност до Европската Унија за соработката и поддршката. Представникот на делегацијата на Европската Унија во Скопје, Мартин Клауке, изрази задоволство од успешното спроведување на проектот и професионалноста во управувањето со активностите. Gostivar is eligible for this program, as well as for the program. Сигурен сум дека општина Гостивар има многу потенцијали. Има убава природа која што може да се промовира како планинска туристичка дестинација. Со патеките изградени од проектов ќе можете да привлечете не само посетители од Македонија, туку и од странство. Општина Гостивар и во иднина треба да аплицира со проекти од ваков карактер. За проектот Развој на интегрирани туристички производи во регионите Гостивар и Корча беа обезбедени 275.000 евра од ИПА фондовите на Европската Унија. Во рамки на проектот Менада, што го спроведува општина Тетово, во зградата на локалната самоуправа на Тетово се одржа обука за градење на капацитети на комисиите за односи меѓу заедниците. Главна цел е да се споделат меѓусебните искуства од примената на новите технологии во поглед на запознавање на граѓанскиот сектор со комисиите за односи меѓу заедниците и нивната работа. Денешниот настан е дел од проектот Менада, кој што го спроведува општината со поддршка на Совет на Европа, а целта е зајакнување на капацитетите на комисиите за односи меѓу заедниците и другите фактори во општеството, значи другите заинтересирани страни, пред се општинската администрација, граѓанските организации и медиумите, како мост помеѓу граѓаните и институциите кои што се задолжени за да ги заштитат нивните права, во случајот правата на колективните права на етничките заедници. Самата обука во моментов се однесува на поделување на искуства за примена на новите технологии, како и комбинација на новите и традиционалните технологии за зголемување на свеста на граѓаните за постоењето на комисиите, за тоа какви се услуги тие може да им понудат, но и за тоа како самите државни институции може да станат повидливи и поблиски до потребите на граѓаните. Што се искажа граѓаните во однос на комисиите, во однос на овие интерни социјални мрежи? Ние почнавме со работата во Метаморфозис на оваа тема уште од некаде 2009 година и го следиме развојот на да речеме комуникацијските методи со кои што институциите се обраќаат на граѓаните и обратно. Она што го имаме во последните неколку години е нормално огромниот развој на социјалните мрежи и методи и различните начини на кои што тие се користат покрај она што е основа веб-сајтовите на институциите. Нашиот заклучок е дека постои огромен потенцијал за зголемување на активното граѓанско учество, особено ако институциите тоа го земат како дел од нивната системски приод, а исто така беше искажано и сега дека за дел од институциите, како што се комисиите за односи меѓу заедниците, има потреба од зголемена системска поддршка и од решавање на нивниот статус во насока на нивна подобра, поголемо влијание во рамки на општините. Полицијата расветли 7 тешки кражби во куќи пријавени минатиот месец. Овие кражби всушност биле фингирани, односно пријавителите се извршители на истите.
Секторот за внатрешни работи Тетово расветли 7 тешки кражби на златен накит во куќи пријавени минатиот месец. За 4 од нив веќе се изготвени соодветни поднесоци, а за другите 3 ќе следуваат во најскоро време. Станува збор за пријавени кражби во Тетово и селата Доброшто, Орашје, Боговиње, Теново и Новосело. Во 4 кражби за кои се поднесени пријави, вкупната материјална штета се проценува на над 10.000 евра. Заедничка карактеристика на сите расветлени кражби е што пријавителите воедно се и извршители на истите, односно дека кражбите се фингирани и лажно пријавени. Поинаку кажано, пријавителите самите го одземале нивниот или накитот на нивните најблиски. Во полицискиот билтен регистрирана кражба во Тетовско Сиричино. 67-годишна жителка на селото пријавила дека помеѓу 10 и 11 овој месец за сега непознати сторители извршиле тешка кражба во нејзината куќа во која живеела сама. Откако насилно ја отвориле алуминиумската врата од гаражата, го скршиле стаклото од дрвената врата и одзеле украсна кутија со разновиден златен накит, прстени на раквица, обетки и друго, а од женска чанта одзеле 800 швајцарски франци, 100 евра и 500 денари. Незабележани од никого, потоа ја напуштиле куќата, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 131.000 денари. Извршене увити се работи на откривање на сторителите. Од СВР Тетово информираат дека ноќеско околу 2 часот на улицата Маршал Тито, пред едно од казината во Тетово, затекнати и приведени се тројца албански државјани, двајца на возраст од 23 години и еден 21 годишник, сите од Либрашт. Поради непријавено престојување на подрачјето, тројцата се приведени и покусото за задржување предадени се во одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. 11 случаи на лихварство, изнуди и уцени регистрирани минатата година на подрачјето на СВР Тетово. Бројката неверојатно е многу поголема, бидејќи оштетените лица не ги пријавуваат, стравувајќи од посериозни последици. Лихварството како една од формите на класичен криминал и изнудите и уцените, како негови непосредни поврзани нуспојави, односно кривични дела, не го одминуваат и по широкиот полошки регион. Потврда за овие се 11 случаи на лихварство, изнуди и уцени, регистрирани минатата година на подрачјето на СВР Тетово. Предпоставка, меѓутоа, дека оваа бројка е далеко поголема и дека поединци, односно оштетени лица, не ги пријавуваат ваквите случаи, стравувајќи од посериозни последици по нив и нивните семејства. Поради ова СВР Тетово ги охрабрува сите оние кои на еден или друг начин биле или се уште се жртви на разноразни лихвари или од кои перфидно се изнудуваат парични средства со високи камати или секојдневно се уценуваат да ги вратат претходно земените средства, веднаш да ги пријават во најблиското полициско одделение или станица на подрачјето. СВР Тетово уште еднаш потсетува дека лихварството е кривично дело, кое се санкционира со парична или затворска казна до 3 години. За кривичното дело уцена, предвидена е казна затвор од 3 месеци до 5 години, а за делото изнуда, казна затвор од 1 до 4 години. Специјалното обвинителство ја најави првата акција под името Титаник за дела поврзани со изборите, соопшти од обвинителството на пресконференција. Во 2012 година, осомничените во својства на министер за внатрешни работи, министер за транспорт и врски и секретар на владата на Република Македонија, сите членови на извршен комитет на партија, заедно со други, засега непознати лица, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локално и на државно ниво, и особено заради нивни непосредни привилегии од практикување на власта, создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето, а за кои кривични дела може да се изрече казна затвор од 3 години или потешка. Некои лица се фотографирани во еден град, лична карта добиле во друг град, односно во општина Центар, се разбира и во избирачкиот список се таму и гласаат. Потоа, определени се 15.000 нови матични броеви. Да не стане забуна, значи не се работи за новороденчиња. Понатаму, имаме 35.000 изготвени лични карти кои што не се подигнати од барателите. И никој не знае зошто тие лични карти стојат во МВР. Имаме повеќе од 60.000 нови македонски државјани. Да напоменам дека против определени лица, значи во овој предмет, е предложена мерка притвор, како најстрога мерка за обезбедување присуства. Акцентот на мерката е поради основан страф, дека ќе се врши влијание на сведоците и соучесниците, зашто поднесовме и докази до судот,
дека веќе се вршило такво влијание за некои од лицата и по другите основи, односно поради можност од повторување на кривичното дело, а за едно лице кое што е со двојно државјанство и поради опасност од бегство. Сега добивме информација дека тоа лице, значи по налог на јавниот обвинител, поради опасност од одлагање, веќе е лишено од слобода и се наоѓа пред судија на претходна постапка во одделот за организиран криминал при Основниот суд Скопје 1. Воедно, ве известувам дека од страна на ова обвинителство денеска е отворена и истрага против членови на Општинската изборна комисија во Чаир, затоа што постои основано сомнение дека сториле кривично дело изборна измама од член 165 од Кривичниот законник. Постои основано сомнение дека во записниците од извршеното гласање за градоначалник на општина Чаир во текот на изборите во 2013 година извршиле преправање на резултатите и против едно лице од комисијата исто така е поднесен предлог за определување на мерка притвор поради опасност од влијание врз сведоците и соучесниците. Исто така, отворена е истрага против 5 судии на Управниот суд во Скопје и 4 членови на Државната изборна комисија од 2013 година за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од Кривичниот законник. Известно дека овие истраги ќе се прошируваат и дека никој кој што действувал на криминален начин нема да биде поштеден. Правдата ќе победи наспроти тешкотиите и заканите што доаѓаат од одредени политички партии и конструираните кривични пријави против мене и моите соработници. Се чувствувам слободна и цврста, бидејќи на моја страна се Уставот, законите и вашата поддршка. Макар да сите молчат, јас нема да молчам. Сите ме охрабруваат, а јас да бидам храбра и исправено да стојам пред бурите и ветриштата што ми се спротивставуваат на специјалното јавно обвинителство уште од самиот почеток на неговата работа. Во Кривичниот суд во Скопје на распит е донесен градоначалникот на Пустец Едмунд Темелко. Темелко бил приведен рано утрово во Ресен на барање на специјалното обвинителство кое го сомничи за изборни манипулации. Обвинителството побарало итно приведување на Темелко поради тоа што тој има и македонско и албанско државјанство и постои ризик да ја напушти државата. Според Кривичниот суд, неговите адвокати Никола Додевски, Ставре Джиков и Димитар Данков изјавија дека за приведувањето на нивниот клиент дознали од медиумите и дека не биле известени од специјалното обвинителство. Пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство во целост ја емитуваме по завршувањето на регионалните вести. Следи го срцето е насловена кампањата со која трговскиот центар Ремал во Тетово започнува да го одбележува денот на влюбените. За потрошувачите се планирани бројни изненадувања. Под мотото "Следи го срцето и купувај уникатни подароци по супер цена и дарувај со љубов", денес во трговскиот центар Ремал во Тетово започна одбележувањето на денот на влюбените Свети Валентин. По тој повод шопинг центарот Ремал од 12 до 14 февруари нуди супер понуди и попусти, како и бројни изненадувања за сите потрошувачи. Одбележувањето на празникот на влюбените беше повод и за организирање на работилница од страна на Центарот за едукација и развој. Ова е веќе втора година како организација што почнуваме, мислам, символично да го одбележиме овој празник. Знаеме дека е интернационален празник, но сакаме некако тој елемент на индивидуалноста да го подигнеме на повисоко ниво и тоа преку инволвирање и вклучување на учениците, кои преку креативни работилници денеска со голема поддршка на Ремал и на училиштето на Емфраши во Тетово креираат мислам свечени пораки за денот на влюбените, но пораки кои се универзални за цел свет. И истите понатаму преку, мислам, активностите што Ремал ги има предвидено да им се дадат на случајни минувачи и на други гости кои доаѓаат во овој трговски центар. Повод на денот на влюбените, "Следи го твоето срце", направивме мини кампања
од срце за срце за сите купувачи и гости на Ремол во овие 2 дена, во овој викенд. Ќе можат да уживаат во специјално изработени попусти од нашите закупци и исто така, значи со секој изненадувањето не им го кажавме, значи денес тие ќе го дознаат, е тоа што со секоја купен производ над 700 денари ќе добијат срце, разно изработена картичка во соработка со организацијата ЦЕТ и чоколада. Дојдовме до идеја да на еден секогаш поинаков начин им пружиме едно поинакво искуство што се однесува до шопингот во нашиот град и пошироко. И тука би сакал исто така да напоменам дека денес официјално започнува кампањата и за отварањето на еден од најголемите светски брендови за облека, H&M, шведскиот бренд, дека наскоро тетовчаните за прв пат и во Македонија доаѓа еден од најдобрите брендови во светот. Кампањата во Ремол по повод Свети Валентин продолжува и следните 2 дена. Полицијата во Атина употреби солзавец за да ги растера земјоделците што протестираа против мерките за пензиско штедење, додека овие фрлаа камења по Министерството за земјоделство. Поголем протест е закажан за денеска попладне. Премиерот Алексис Ципрас планира да ги зголеми придонесите за пензиите и даноците за да се справи со буџетскиот дефицит на Грција. Светските сили во Минхен постигнаа договор за прекин на судирите во Сирија, кој треба да стапи во сила за 1 недела, но на него не се согласиле двете завојувани страни и нема да важи за руските бомбардирања. Договорен е постепен прекин на непријателствата и брзо доставување хуманитарна помош за да се создадат услови за оживување на мировните преговори. Американскиот државен секретар Џон Кери, кој со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров беше домаќин на средбата, кажа дека е постигнат договор за прекин на непријателствата во рок од 1 недела. Договорот не се однесува на Исламска држава, Ал-Нусра фронтот и други терористички групи. Работната група со која председаваат САД и Русија ќе работи преку консултации со различните сириски групи на примената на примирието. Западните дипломати предупредуваат дека Русија досега не покажала никаков интерес за тоа Асад да се замине од власта и дека работи на воена победа во Сирија. Најмалку 52 лица загинаа во нередите и пожарот што избувна во затвор на северот на Мексико. Нередите започнаа во четврток вечер, нешто по полноќ со кавга меѓу 2 ривалски групи во затворот Топо Чико во индустријскиот град Монтереј. Гувернерот Хаиме Родригес рече дека властите ја ставиле ситуацијата под контрола час и половина по полноќ. Родригес рече дека 52 лица загинале без да прецизира дали меѓу нив има и затворски чувари. Според неговите зборови сите загинати се мажи. Во нередите беа повредени 12 лица, од кои 5 се наоѓаат во тешка состојба. Денес имавме променливо облачно време, попладне со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од -3 до 5 степени, а дневните од 5 до 12 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, попладне со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од -3 до 5 степени, а дневните од 7 до 15 степени. Овде ги завршуваме регионалните вести. По завршувањето на вестите следи пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство во целост. Ви благодариме на вниманието и пријатно.